Поминаа 2 години од немилиот настан кога во основното училиште Никола Карев во Кочани служител натепал дете, а судскиот спор се уште не е започнал. Џулијано, кој тогаш имал 12 години, во обид да оди во тоалет, бил натепан од служителот кој во тој момент го чистел тоалетот, при што заработил скршеница на колкот. Ова е приказната на Неџлан Таирова, мајка на Џулијано, која од невладината организација КХАМ во Делчево побара помош. Значи беше на час, 3 декември беше, 2015 и сака помочање да оде на мала пауза. Отиде и скочи од часот, значи да оде помочање и тај служител Владо, домакин шо е, измил таму, миеше. И Џулијано му кажува, може ли ми малце да одам по нужда, и тај вика, не може сега, после. Тргне се, вика, влези у часо. И тај Владо домакин почна да пцува, вика, ај бегај, вика, да ти ебам циганската мајка на мојот син. И мојот син почна да кажува, вика, ќе го повикам татко ми, он почна да го ударе со клоци и мојот син падна у плочки, значи биде се вода, се кашка. И син ми пакова стражил телефонот за да отворе на татко му телефон и тај почна повеќе, значи со сета сила да ударе у кркот. У ногата, значи кркот му е скршен. Директоро, педагого, јас и мојот адвокат бевме уседнати кај Билјаната у канцеларија. Бевме таму уседнати и Билјана почна да кажува, кажи сега, Нежлян, шо е работата за твојот син, за шо? И ја викам, така и така е работата, ќе ви се молам, дајте ми камери, знам дека е тепан син ми од вашиот служител, дајте ми камери, ја ќе го тужам. И они кажа, нашите камери сега денеска не работат, една недела биде не работат. И после половин сат ми вели, па за камерите, еден месец па не работат, значи гледат само да лажат од глава, да не изфрлуват. И вика, добро, вика, ај народ да не слуша, може ли, мајче, да ја смиреме топката, да ти дам ја 500 евра, за да ти да го несеш твојот син на лекување и ние да гледаме тука народ да не ме слуша, да ја смиреме некако топката. И адвокатот после почна да станува да кажува, ја дотреа до сега, од сега не требам, значи јас ако треба ќе сведочам. За Таиров Џулијано Таиров е сварно тепан од вас, јас сакав само со моите уши да слушам дека е сварно. Значи вие нели го нудете пари таа мајка, значи тоа е сварно тепано од вашиот школа. И однесеме го у Штип, зема, направија му CD, го слима детето, гледа дека има скршеница во десната нога, на бутната коска. Бутната коска, да. Направија операција. Подхитно, да, не испратија па за Скопје за операција. Има ли последици денеска по здравјето, по психичкото здравје, дали се однесува? Има стрес, како биде операција, многу се плаше и плюс то има многу стрес, значи кога спие почнува да кажува дека го тепа, му го кажува и на тај името што го тепа. Како е со школото сега? Оди ли уште на школа? Со школото оде на школа, ама како да ти кажам, тај човек уште е на работа и јас се плашам како мајка веќе од тај човек, од уште е на работа, а и син ми не ќе го тај човек више кога го гледа, значи бега син ми од него подалеку. Го вратија една година назад со училиштето? Да, една година тај период беше кога дојдевме од болница, значи една година мојот син имавме терапија по Штип, по бањи отидевме за да се оздраве побрзо. Фала му на Богу, сега е поубаво. За овој случај невладината организација КХАМ Делчево преку адвокатот Аксел Ахмедовски ги извести Државниот санитарен инспекторат, Министерството за здравство, како и управниот одбор на училиштето. Во моментот се очекува вештачење за да се утврди кога настанала повредата, за да може да се покрене тужба пред надлежните судови за повреда на правото на образование од Законот за основно образование, а во делот на заштита на физичкиот, менталниот и телесниот интегритет на детето.